Сигурно се сеќавате од претходното видео во манастирот, кога само што влегов ми приде овој господин и ми рече дека не смеам да снимам внатре, бидејќи наводно се уште не бил целосно официализиран. Во текот на истиот ден имав прилика лично да го запознам човекот кој е со име Славе и живее долги години во Порт Кембла, недалеко од Волунгонг овде во Австралија. Сипо му обетивме накратко и ми објасна како со најдобра намера ми го кажал сето тоа, кое било истовремено и официјален став на самата црква, а јас нормално немав никаков проблем да го прифатам исказот кој беше повеќе од искрен. Изгора на се согласи да ни ја раскажи неговата австралиска приказна пред камерата. Во продолжение уживајте во имигрантската животна приказна на Славе од Крушево, кој се доселил тука во далечната 1981 година. Сега за Господ здравје за година, ќе му е летниве кај нас неколку месеци и така. Па е. Крушево. Крушево, а Куќата седи? Крушево седи, ама женава се може ќе сакат па битола. Зашто сака жената, таму мора да оди. Па, знаеш овде во Австралија викаат жените биле босои. Знаеш го викаат кај нас, од кај што ти е жената, од таму ти е фамилијата. Од таму ти е фамилијата, е. Се викам Славе, од Крушево. Дојден сум во Австралија 81 година. Крушевчанец. 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 Година рече? Дојдов овде 81. 81. Кај дојде првен? Дојде овде во... Сиднеј. А, во Сиднеј? Во Сиднеј дојдов. А сега кај си? Сега сум овде. Во Порт Кембла. Што беше причината, например, од Сиднеј да се вратиш во Порт Кембла? Па овде ми беше исто како кај нас во Македонија. Сосеќам овде. Ама мора да има нешто причина, имаш некои пријатели, роднини? А жената ми е од тука. Кај е средна сопругата? На Водеце на Срецело. Каде на кој место на Срецело? Во Гринџила. А, во Гринџила. Ајде сега, ајде се видиме. Напоможенот. Овде те познавам, гледам луѓето. А па овде мене сите ме познава. Во Волунгон сите ме познава. Славе, кај е подобро, Крушево или Гринџила? Сега, не, се знај кај е. Кај нас, Крушево. Кај нас Крушево, а? Крушево е... Чекай се дека рече Крушево, да немаш удлашка линија. Не, Не, а? јас сум право македонче. Право македонче. Поминете, слободно, поминете. Нема проблем, поминете. Нешто ако едно, дали имаше некој од твоите, например, во фамилија? Прошетов 3 месеци така убаво и се мислев достанам или не. И се запознаме со женава, ваму таму. Ама чекај, Славе, како дојде? Сам дојде, со друг дојде, со фамилијата? Имав јас тука сестра. А тука веќе беше дојдена претходно. Сестра ми годиње беше тука и направиме да дојдам да прошетам и останав. И останав. И се поред. И поред после. Една работа кон друга, вака така. И после јас во HPM работев, од HPM зетот работеше во Qantas. И се запосли во Qantas и... Чекај се, извини за луѓето што не му е познато, кој беше HBM? Што е HBM? HPM за електрични работи. А, за електрични? Овие свичои, кабли... А, значи и ти си електричар? Не, само така работев. Само така работиш. Јас помислев дека сите македонци од овде работеле во челичарницата. Во Стилворк. Ни еден ден. Немаш таму. Ни еден ден. Ни еден сат. Значи се посреќи да не си таму во делот тој, да кажам, пекол кој е. Доста луѓе и за... Се разболи. Се разболи. И колку време е затворена таа челичарница сега во таму? Па некој уште работат, ама што е поголемото затворено е. Затвори е готово, нема поќе овие Стилворк што беше, нема. Некој работе по... Сега дојде 81 година од Крушево, преку каде? Од Битол имаше агенција и... Кој ти го плати патот за Австралија? То време Сестра ми. Сестра ти. И дојде тука и ти се бендиса и остана. И остана.
ама пак душата тргаат. Во Македонија си работел нешто? Не, Колку години имаше кога дојде во 81 година? 23. Значи многу млад. 23 години. Таман после војска ислугав и прошетав малце и Колку време беше таа војската 80 година? исто тогаш беше 77 отидов, исто 15 месеци. 15 месеци. Имаше и такви што не ојдоа војска, па директно дојдоа од страна. И полно имаше такви, ама кој Сега ќе те вратам малку наназад, значи кога дојде тука, кои беа тие први потешкоти? Дали ти се вида нешто така тешко во Австралија? Дали ти беше нешто? не знаеш, не го знаеш јазикот, не можеш да се разбереш. Значи јазикот број 1. Друго нешто тешко да ти се вида многу? Ти фалеше сигурно фамилијата. Па тоа се знае, најтешко им беше, се мисли за кајна, леле како остајува, фамилија, браќа, сестри. Оти јас тука имаме на сестра и јас, а другите ми се сите Македонија. Сигурно таткото, мајката беа таму. Таму беа. Во Македонија. Тогаш телефони немаше. Ништо. Како се допишувавте ти? Со писмо. Имаше телефони са да не Ама дојше во поштата. Тогаш во поштата, ама поно со писмо. Сигурно преку имале писмо. телефони, 81 година сигурно имале телефони. Па има, ама некој кој имаше. Ако сакав јас на пошта појди, сакам да рингам таму и ќе телефонира. Ама со писмо. На колку време отприлика се слушаше со домашните во Крушево? Па види јас за некојаш месец, два, ама јас после од кога се запосли во Квантас, на секоја година си одев. Кога ојде прв пат, после колку години? 4-5 години. Значи ти фати 4-5 години. Не, како, види сега се изгуби во тие ко дојдов јас ко требаше се женам, доби писмо за татко ми, го прости Господ и ојдовме со жената, ама пак не го видов. За 2 дена не го видов. А си бевне. Веќе си тргнал за таа работа и не го фати. И не го видов. Не го виде. Дека рече работев за Квантас, сигурно живееше не многу далеко од аеродром. На Темпи. А во Темпи беше? Темпи, 10 минути пешки. Со кој живееше во Темпи? Со сестра ми. И после се женив и си патив станче. Така. И се поред. И се средиме тогаш. Се поред. Ај сега да кажеш како се запознавте и каде со сопругата? Па мислам беше Водици. За Водици бевме на Срецело во Гринџила, тогаш што сине идевме овде во Вулнгор на Срецело се праја по 3 дена свирки, тапање како сега. И така. Не ојде од Водици, а месец време се задовде. Ти му приде на сопругата, таја ти... Па види, како што беше тогаш овие пенсоите, знаеш, и со другари бевне, имаше 3-4 рала чевли. Остаја на тревата тие, тогаш боси игра. И па изедов тие чевлите враце, реков кој да ја цега и така, се запознав не, еднаш два пати, се венчамне во Рокдал и во Рокдал беше и свадбата. Беше во Сиднеј, пошто ти се уште беше во Темпи, таму? Уште во Темпи. Рокдал, Света Петка. Света Петка. Во Рокдал. Па види, таа стара црква, ја мислам еднаш е затворија, па од сега пак е отворија. Па тогаш беше Рокдал и Розбери. Две. И па толку. Има уште едно во Кабрамат. Па тие сега ги отворија Кабрамата, Ливерпул. И уште едно имаме и овде во Силванија. Во Силванија, кој ќе идиш од Сиднеј за ваму, од левата страна, кој ќе поминиш мостот од лево. Еве, сега некој ме барат и на телефонот. Да видиме кој е сега. Другаро тука што работи. Уште едно-две прашања ќе те... Јестепче. Окей, 2 minutes. Okay, bye. Ајде, бај.
И после свадбата, значи, идите во... Поркемла било прочијано, како што викаат, тогаш луѓето не знаеле Волунган, само знаеле Поркемла, срма Оџакот, знаеш што го турна Оџакот? Али и Порт Кембла и Гринџула се двете заедно. населби од Волунган. Населби од Волунган. Како сопругата те убеде од темпи да се преселиш тука, то мораш да ми кажеш. А не тоа, и животот така мора. До ти беа незините тука, децата се родија. Ајде сија. Децата се родија, тие малци ги почува дедото и бабата и така. Славија ти се заблагодарам за времето и Многу да се гостим во австралиски живот. Сега како Бог. Ете така. За многу години па се гледаме. За многу години ќе се видиме. И ќе се видиме, кога сакаш. Фала ти. Тука сум ја, тука сме ние. И во црквата си нон-стоп. Црквата Поркемла овде, вака си работиме, цвеќина, дрвцава, тревата е косиме. Не ми кажа, работиш уште ли пензиониран си? А чекам уште 4 месеци за пензија. За пензија. Да ти го поздрави и да се... Фала и тебе. И да се уживаш пензија. Да се... Само заедно да се слушаме и... Ете така.